Крени ме, дедо, крени ме, земи ме, бабо, земи ме. Насмевка ке ви подарам, животот ке ви продолжам. Внуче на дедо ангелче, радосна баба гулапче, среќа на тато голема, љубов на мама бескрајна. Внуче на дедо ангелче, радосна баба гулапче, среќа на тато голема, љубов на мама бескрајна. Во песна е. Да го поздравиме и Поздрав, не види. пејачот на оваа песна, тој е Симе Бричот. Голем поздрав до Симе Бричот. Симе Бричо. Бричо, ваков хит нема излезено, јас не бев свесен дека постои. И јас не бев. Ја имаш Арно што слушнато бевме негде? на свадба, да. Кај Јоца бевме на свадба и таму ја слушнав прв пат. Во преаго. И бевме воодушевени сите од песната. Јас ја имав слушнато негде на YouTube, ама сега дури ја пеевме, ми текна дека може и кај Дарче на Крштев како да ја пеја. Па Има еве, вакви кои наменски Ке песни. ке прашаш дали беше Ќе таја прашам, баш ми интересира. Гледаш дури Преако си ја пишав песничка. тексто на Шубо. Ама ова. ние сме од тие генерации текстови што пишевме на ливчиња, човек. Да, и Ќе тој седиш, со тргни, застани. и со Мими правевме муавет со пауза, па пишиш една Да. реченица, па пак пушти, па пак Па со пауза. лента, ако беше, ако ти избега, ако заворе, врати, назад, па Да. крак, пак плей. Абе многу работи има што денес Ја. веќе нема, не постојат повеќе. Се Има, изменаја. Види, некои работи се менуват за поарно, технологија она полесно е. Од друга страна па поќе драж како да има работите, поќе Има, да е. има убајна во нив. Сега многу брзо ги изгустирваме работите. Знаеш, сега се што ќе излези, пошто нон-стоп нешто ново излегва, ново. Тогаш знаеш како беше. Да, Пример, бе. имаш компјутер со таква графичка, сега чекаш некој време, не знам, да излези појака графичка за да можеш да играш некоја Некои игра. години време. Да. И се не е само во технологијата, туку и гледаш во секојдневието сите работи, навики што ги имаме, секој ден нешто се менува. И се ние како тие генерација, ајде не да кажам од 80-ти, 90-ти, потешко ни е малце да менваме и да се прилагодваме. Потешко е, да. Ама, знаеш како, ако не смениш, не можеш да одиш понапред, така Точно. некако ги Ќе гледам ти изгазат, работите. ќе те прегази сето Јас ново. јас што- бев едно време да ме каеве шо тиктоци ќе правам, ај ова ќе правам она, ама гледаш дека светски сурати прат секој ден снимат видеа, не се застанати од, не знам, од Кевин Харт, од Вил Смит, од сите што се во светот што работат. Нон-стоп снимат, сигам сумоса тој на цела работа што ја има, одвојва време за ова, ти му е потребно, јас треба паметен да се правам овде. Брака Да, не за работа да му бидеш снимај. присутен, да те гледа, да може да стигнат до тебе, мораш да си на тие мрежи. Така е. Ние сите кисниме на нив. Така. Освен Facebook веќе е за татко ми, мајка ми, баба ми, Добро, дедо ми. ама види, јас па пример најаката публика на Facebook ја имам. На Леле, Facebook, колку да. се без цензура, без реченица склопена кој што треба, без ништо. Така напишано, ни точка, ни запир како ќе Ништо. шта. Не знаеш дали те фали или те куди Или те тука, куди, не да. знаеш, не знаеш што е онако. Мене ми стана одвратна затоа што стана една платформа кај што се шири многу омраза. Да. Омраза има, значи секој има пристап до интернет и што треба и што не треба, и кадро и не кадро. И знаеш сега тоа ти влие, мене ми влие на пример на расположение да читам одвратни коментари или одвратни вести, си има еден куп што претендират да се портали некакви за известување, а за да му кликниш, знаеш, глупости така пишат. ќе напишат, да. Какви ликои можеш да видиш на интернет што Истина. има и ликои што се со психички проблеми, што се на интернет и тие сте вирални затоа Тие што се пола ги највирални. смејуват Да. и тоа мене некако не ми оди едно со друго. Да, многу е безвезно. Ти фати едно друго време, кога немаше социјални мрежи, кога почна ко пукна Да, идолот тогаш, и ти го фати може по убото Да, време да немаше, видиш како е во на живо. Facebook немаше ни фан страни, тогаш излегва Да. тој период. Профилите беа. Профилите, бе, и полниш профили, пример Да. 4 ги наполниш, ентон Официјален еден, официјален Да, бе, два. да, чеши. Снеже ногти ефтино, прв профил. Снеже ногти ефтино, втор профил. Мене, јас имав 4, ми пукна филмо, брат. Не се сеќавам за шо беше, ама за нешто ми пукна филмо, а не бев ни навикнат тогаш. Сега да сум ки чувам, знаеш, ќе постигаш едно на Да, сите да. топтани, ама не бев навикнат тогаш на толку работа, Внимание. немав нити телефон смарт некој тогашен со дугмиња, имав нити лаптоп, имав нешто.
и сега треба цел ден кога ги си дома Да. вечерта, уште еден ден цел, Да помениш. одговориш на сите, Точно. враќаш на еден 6 души ти пишат, ти знаат дека си онлайн и многу ми беше терет некако и реков еднаш напишав на тој главниот што беше профилот. Планирам за недела дена да ги избришам, еве фан страни тоа ќе излего, еве направи фан страна и Лайкнете, почнаа да да. коментират луѓе одма. До вчера пријатели бевме, сега Да, тие се а не се ни познаваш со нив. И ми пукна филм уште вечерта ги избришав сите и реков Ама кој е види, тие се тркал. нормални реакции и може и луѓето не разбират дека ти стварно не можеш на сите му вратиш. Стварно не можеш на сите Да, му вратиш. многу е. Поготово ти што велиш 4 профили, тоа е народ. Да, за тогаш бе многу луѓе, Да, знаеш. да. Сега веќе има профили со по 150.000 следбеници македонски што Да. исто така не можат да стигнат, Не па може. луѓето се лутат. Не може. А не е еден, некојаш не ти ни стигат сите пораки. Мене ми си има случвано да ми стигнат порака, пред 90 недели пишал некој, сега ми стигнува, разбираш. Да, и малце како е ќе му вратиш? глупо, например, ако јас сете на мојот профил на Инстаграм е еден, немам јас ни од емисијата или од нешто друго и се тоа почна ми смета мене малце. Почна ми смета затоа што ми се полни инбоксот. И јас ги бришам, пишам, бришам, оти тие што ги комуницирам најчесто 5-6 што ги имам разговори, Ти ги не можам да немаш. се доберам до нив, ме разбираш? Да. Убаво е човек да го подели нештото. Со тоа што го работиш да Да. ти биде посебно приватни, да ти биде приватен, се ќе објавиш и приватни слики од некој поинтимни што некој, не знам, поинтимни веселби или шо и Да, бе, да. дружби, некиш сите да ги видат. Така. Требаше и јас да ги одделам на почеток, ама си тргнав на мојо и некако така остана. Исто и јас, да, ама ќе видиме по во Ма иднина ние како ќе гледам биде. исто и тетоважи имаме некако Да, дрвца, Дрвца, што шушка текна, молика. шишка ми молика текна? е. Што ми текна мене, овие сите товажичињата сите по нешто мене ми значат, ми со некој филм ми се во глата. Ко избрзав да истетовирам ова шумичката, ми требаше тогаш некој мир, некоја благосостојба, некој нешто и шумата секогаш ме асоцира на мир, на така е. благосостојба. Така. И му избрзав, може нема врска, беше кев помлад, бев нормално, ја кладов. А првата тетоважа ми се ова е стих од песна од Lil Wayne и Eminem, Drop the World. Првиот стих е. Овој ги имав Ice in истетовирано. my veins, blood in my eyes, тоа е тој? Да, Hate in my Не, heart. немам да love го in прочитам, my а го mind. памтам, Да. на памет го памтам. Треба да ја поминам. Јако. Тие ми се. А овде нагоре си истетовирав од филм ми беше од Guardians of Gahul цртанот е овој. Еден од Guardians, мислам дека е Јако. кралот овој. А овој ми е големиот син, замислен да ми биде како јас му сум чувар на син ми, ама не сум довршен. Здравје, бе, има време. Да Има се време. брзаме негде. Јас да ти кажам, ова ми е омото од албумот. Од Па албумот. правевме муавет Да, уствари на Кај емисија. мене, да. Да, и си има поќе Ама е значење уба, многу е тој. уба. Да, и некако така случајно се направи, се има многу луѓе што ми дебатират редовно, не знам зошто, ама и на моите, на другите емисии нешто, тетоважата ова она. Што ти дебатират за да Не, муабети ми пуштат инбокс ми имат направено. Дали ти мислиш дека е христијански демек или не знам што, тетоважа. И се тоа е, сакам кулето го викнам одамна да направиме на емисија, да го направиме тој муабет малце, оти многу, не знам, луѓето како ги поврзват работите, ама има многу што се за, има многу што е против од религиозна страна. Мене Што јас тоа- никогаш не сум го размислил воопшто, знаеш, си викаш, не гледам како Тоа мене ми е доказ, брат, дека ние сме многу назад, не може ти цел свет е истетовиран сега денес. Тоа значи никој не е верник, што не знам. Оти ние, Чудна ако работа. земиш така да гледаш на работите, ние секој ден правиме нешто што не е по верата. секој ден. И како велат Исус проштева за сите наши гревови што ги правиме. Ние секој ден така. секој некаков грев прави. Сакаш А, некиш, некаков грев Па прави. тоа е уствари темелот на нашата религија. Проштевањето, знаеш. Да. И тоа многу ми е чудно колку за народ што многу се води по религијата, колку осудваме и колку сите нешто паметни се прат по Инстаграм и по на сите нешто негативна енергија, а ваму религиозни сме, амин ќе пишеме под сликите на Facebook, разбираш? Да. Многу чуден феномен ми е тој. Чуден мене. феномен е и искрено мене ми требаше долго време да научам да не судам на брзина, на прв поглед или на било што. Јас судев, не велам дека не судев, ама тешко е да го усовршиш да ја усовршиш таа вештина да не осудуваш одма од старт, затоа што
Например, ќе видиш некој нов ќе се појави артист, дали е пејач, дали е глумец, не е битно. Овој се занесва нешто. Шо му е Да, ова, тоа е или првиот. го дуле, са емисија ќе прави. Да, во старт тоа е муавето. И јас бев едно време таков, ама полека како што врват годините, сваќам дека секој човек си има своја замисла, свој сон и свои проблеми. Ти не знаеш како му е на тој од таа страна Дефинитивно. и зошто прави како прави. Треба да сме потрпеливи малце, ама многу е тоа тешко во денешни услови како што гледаме. Мислам дека социјалните мрежи не испустија сите. Скроз. Дали од воспитување, дали од околината. Не. Тоа е стандард реакција кај сите. Кога излези нешто ново особено. Може е природна инстинктивна реакција Можда, на човекот, не знам. Да осудиш, ама на крајот на денот секогаш треба да имаш некоја резерва, да речеш че е малце бе, сите нешто имаме направено, почнато, дај да видиме шо пречуваме. Да, ама знаеш како е тисто и со тебе. Ти, например, си излезеш, си излезе на Идол, си направи своја музика, тоа нек ни го зборавме, дека си ја се држиш ти до твојата музика. Ти како рече, јас не ми беше целта светски славен да станам. Дефинитивно. Оти ти после Идолот по некое време прашвавме кај е Виктор, шо прави Виктор, Да, знаеш? Да. Ти си немал таква амбиција да станеш балкански, светски, Не, европски. ако имав можев, мислам имаше понуди чудо. Зато се прашвавме ние кај си, оти имаше. И може и ќе те осудат луѓето зошто те снема или како те снимам, па ете гледаш не ти знат ти како мислиш и шо мислиш и шо сакаш за себе. Така е. И затоа не треба многу брзање, ама многу е широка, голема таа публика што не можеш да ја скротиш на некој начин. Така е. Знаеш, на крајот на денот сите никој не знаеме кој ни шо врви, ни шо борби. Тоа сакам цело време да го кажам. И пошто јас знам ни што сум поминал, обично имам и то жена ми стално ми го вели, како може бе толку разбирање да имаш за луѓето општо. Пример, ќе ти сгреши некој. Да, ќе ти сгреши некој, па му правиш муабет, па ако треба ќе му помош, зошто? Абе, то што ми греши, тој за него кажува. Јас то што го правам си кажува за мене поке. Мене ми е убо на душата. Кога ќе направиме нешто, разбираш, кога ќе излезам во пресред, кога ќе, не знам, така ми е убо мене на душата. Грешел, не грешел, шо има врска сад? На моментот ќе ти е неубо, нормално, ама луѓе сме се, ај ќе држиме, нема нешто потешко од да држиш љутина, гнев да држиш во тебе. Тоа ми е, зато немам да разберам. Сите толку многу се силите по религијата, по ова, по она, ќе се крстиме кога поминеме покрај црква, ќе пишеме амин под сликите, а ваму основните работи што треба да направат таа религија, не ги правиме. Не ги правиме, да. Многу чудно. Чудно, ама па од секогаш било така. Ете, од ние од кои сме деца наваму, дури памтам за мен, од секогаш било така. Оти сме можи назад 200 години од современиот модерен свет и може така размислуваме, не знам. Многу што сакам секогаш да напоменаме ти што си правам и за мене и за некои други. Добрината дупло се враќа со добрина. Дефинитивно. И дефинитивно. Секогаш велам поможи му на некој ако можеш. Со муавет можеш да му поможиш. Не мора да е со пари, не мора да е со храна, со шо и да е. Ке видиш, не знам, еве во моја ситуација на пример, јас осеќам на моја кожа, ми излегват некои луѓе во животот што се нудат за нешто што да ми треба да ми поможат или било како, што луѓе што не ги познаваш. Ги познаваш свежо се запознавате. За мене тоа не е случајно. Еве некој ќе рече тоа е вера, некој ќе рече тоа е енергија, некој што сака нека рече, што сака нека биде. Така е. Мене ми се случува. Зато пробај со секој да си арен и да му поможиш. Ако неки, на човек може да му даиш да му земиш со сила, не може да му даиш со сила. Така е. Така е. Мораш од длабоко му влегов меј. Лабаво емисијата, ама длабоко. Изгорен сум за длабоки муабети. Јас негде 3 сати во некој лајв да направам. Да ти кажам искрено, да не се отвори тема и јас кој што гледаш устата не ја затворам. Ја ќе направиме да пуштам интернет студио. Некој ден, да, ти правиме рандом седнуваме, длабоки муабети. 5 сати. Врска да нема на крајот, да немаш ни глани опашка најди што ќе се собериме сите, ќе седниме и пуштаме камерите и снимаме. Длабински. Нека чади внатре. Иначе сме, ако не знаете, сме во на Мими со југото дворо. Да, прекрасен двор. Да го поздравиме Мими, негде таму е нешто кафе пие рајат. Пред да те прашвам за емисија за ова зона, мани му едно песнуле малце, те гледам распеан сум, ама немам идеја кој да немаш ти да ми предложиш нешто. Јас, ако нешто не знам во векој, што да пеам следно. Тоа ми е од секогаш проблем и последно почнав дури на свирки,
листа напишани 100.000 песни, листот на телефонот да стои пред мене, не го читам текстот, ама да ги гледам песните, ти ги заборавам. Забораваш. Еден том песни знам, заборавам кој ги знам. А јас ми идеи ми идат само кога ќе се капам, немам каде да ги пишам и вака. Му пееш низ дома, потпис? Не, ништо не пеам, само ми идат и ми бегат, Ке треба некоја лекса да земам сега да му кажувам таму, да запишува. Немој си ја земиш белјата дома. Која ти е ова лекса? Абе, не ја имам, не ја користиме, години ја имаме, не ја користиме, оти чупето не ики да ја слуша. Свеста му ја зема од нигде никаде, знаеш, ке наместиш Да, нешто. да. Подсетник ово, она и неки, така седи како звучник. Што ќе свири, бе? Би рече пре некоја песна, ама не знам која е таа. Спомна, направи некоја нарачка. Со пиперки беше нешто. пиперки Таа, ама беше. треба, науке треба да ја фатиш. Абе, ми немам текст за ова. Јадат пиперки, Бо. и пржени, Што стори? црвени. Пиперки, мисе. Најздрава сме нација. Спора ми е. Ја фати, ако ја фати ќе ја испееме. Преаго, живи се преага е песната. Пиперки. Најздрава сме нација. Манија е рефрен само. Сега ќе биде рефренот, чекај. Сега е рефрен. Пиперки, се јадат пиперки, ни пржени, ни црвени. Пиперки, најздрава сме нација. Си јадиме пиперки. Хајвари туршија. Во. Може да се Преаго. направи некој реаранжман на некој од овие да седниме. Ремикс. Ремикс да направиме. Ремикс. Може со технобит. Да, ќе Ти пуштат си ја по пушта. клубој Да, онака. бе, да. Топ ќе види, како што има еден прави на овие српските турбо фолк што се. Не знам од кај е човекот, но буцкасто диџејче или како се вика тој. Има емисија, такви, да, има. Му прават ремикси, онака во техно верзии за кулиркање. Јаки ми се сега со AI ги преработват песните од пример Шабан Шаулич или од некој и ќе ја мани англиска Неам слушано. и англиска, пример old school некој или некој рап ќе ја префрли текстоите, ти српските овие што се од Синан, од не знам ово, стварно има убави текстови. Да. Ако земиш Не, како не. текст да го прочиташ се поезија. И кога ќе преведиш на англиски, звучи, дури имам другар што му ги преведваш и на чупиња му ги пушташе, демек тој го напиша. Аха. Ако ме Текстот, бендисва, да, ме преако, бендисва, го да. поздравиме брато. Да го поздравиме, И- брато, така се прави. Пример го имат преработено во old school некој англиски онака Ама- старски, ама звучи корни брат. Значи песната. со AI. Скрос, AI. да. AI. Со ај. Не знам уште дали сум фан на тоа, ама Не знам и јас да ти кажам, ако искрено. звучи убаво, зашто да не? Одлично звучи, ама чудно ми е како читинг, како чит коут ми е, не Ма- знам оти дали дека музичар цел век Ама дали. то и да не си музичар, пак е читинг, затоа што не е труд вложен од некој да е препознатлив. Виктор го направи Така, ова сега. така. Или не знам. Сега, например, во последно, кој е најприсутна Магдалена Цветковска, најмногу има работа со песни, не знам, може ти си... Појма немам да ти Нели, кажам право. Тие му прават песни најмногу. Ти Да, кај нас како викаме нема музика, тоа ми смета многу, Виктор, еве ти си музичар, тоа ми смета многу. Абе нема македонска музика. Има македонска Како музика. нема брат? Ама кај нас некако кога да нема место за македонската музика, ни на телевизија, Нема, ни на... нема. Ај радијата може пуштат, да не слушам толку, не ќе да сгрешам. Но телевизија нема, брат. Има емисии некој фолкерски, окей, ама за Да бе, поп убавито музика да го има, ама да има и поп музика, ама поп нема. музика имаме и рап сцена, предпоставувам. По нешто има По останато, нешто да. останато. Е па брат, затоа и нема, имаш и рок сцена, и рап сцена, и метал Да. сцена, имаш. Ништо нема, ти никој нигде ништо не пушта. И затоа сакав да направиме ваква емисија. И уствари идејата беше за лабавото да идат рандом луѓе, пример, Така. не знам, политичар да дојди, кој Да. било да дојди да запееме нешто. Да, оти не е пеењето само за пеачите или Точно, музиката, знаеш, точно. музиката е за мерак и треба да ја олабајме работата малце, да не бидиме толку стриктни Да. кон нештата.
И да воедно и да поддржиме македонската музика, си пееме македонски песни, да научиме некој нов артист. Ама ти немаше каде, освен ако не одиш на некоја утринска програма, спот да изрекламираш, а на утринска гледат обично повозрастни што не му е гајле ти што спот имаш направено. Точно, ти таа популација што гледа и што би му било грижа за тоа дали ти имаш убав спот или нема, се на работа, се ваму, се таму. Не, знаеш што фали некој, според мене, некоја продукција како овие што се во Србија, големите продукции, да направи студио, да направи мисија, бре, човек, тука да се промовира македонската музика. Ова што има за фолк музика што се како во кафани, што се тоа е окей, ама тоа е за одреден дел од публиката. Така. Вие како музичари, пејачи на поп-рок музика, рап, хип-хоп, шо и да е, искрено нема кај да видиме ние што излезе нова музика. Да, ќе објавите на интернет, ќе видиме, јас ќе заборам за 2 дена или било кој да е. Ако нема некој интересно шоу ти да го гледаш, јас сакам да гледам телевизија. И ако има ќе гледам, ќе пратам, ќе видам. Така е. Ако има нешто интересно ќе гледаш, ако немаш, да, и кај нас секогаш парите се проблем. Тоа е, немаш пари, спот да снимиш. Затоа еве правиме емисии, нешто се трудиме. Зошто ти не кеш да имаш убав спот, сакаш. Како не ки, брат, секој сака. Да. Јас затоа почнав да снимам. Да. Прво и да имаш, ќе платиш, ќе те влечкат, ќе те мафтат, хаос ќе ти направат. Ако немаш да платиш што ше е најскапо да речиме, ако немаш па ќе кубуриш со ова и со ова, пак узнаеш што ќе излези и затоа зедов реков порно, ако ништо друго ќе го направам сам, најгрдо да е, јас ќе го имам направено, ќе речам, јас го грдојот и јас го направив. Не може да е грдо. Никој случај сега. Не, може, ама друго е кога ќе е твое. Да. Барем чувството внатре што ќе го имаш ти ќе биде поинаку. Или кога ќе го направиш со твои луѓе, на пример, има некои што си имат другари што работат, што ќе си снимат заедно и ќе му биде супер, пошто уба соработка си имат, уба дружба си имат. Еве ние сме така, тројцата, јас, Кико и Кумбата, да речем. Например, да. Мими иди ни помага стално, значи како екипа сме, онака си помагаме и тоа е чувството е преубаво. Кој ќе си како тим, онака. Дефинитивно, брат. Дефинитивно, кога се знае секој работата, секој работата и нормално се во последен момент правиме, секогаш така. Абе сега не може и да се знаат работата сите и све на време да види. Се во последен момент, некогаш нешто и нема да се направи, ама нема врска. Битно е да тераш, да си присутен нешто, да правиш, да ти излегва. Како дојдовте до идеја вака емисија направите? Мислам, многу луѓе треба прат емисии кај нас, пошто имаме луѓе што се талентирани, ја речам. Ама како вас ви текна да го направите ова? Мене ми беше тоа желба многу одамна. Многу одамна, речам, од средно да не речам, ајде ми било желба, на тогаш немавме толку интернет и ово, и беше на телевизија. Јас имав филм во главата дека сакам да имам емисија на телевизија кај што ќе дојде било кој, не мора да е познат. И ќе правиме муавет за секојдневни проблеми, не мора да се само проблеми, за убај работи, за неубај работи. И кај што народот ќе може да го каже својот глас едноставно, ајде така да биде. И тоа траеше време, не можеше, па работа, па мораш дојш на работа, немаш време. И се деси еден куп работи, на 38 години, лани успеав Кумбата и Кико, се договоривме да ја правиме емисијата, ама не беше на почетокот не бевме договорени дека и Кумбата ќе ја води, Кумбата да ни монтира, требаше Кико да снима. Предпоставив, да. Да. И снимивме една епизода. Првата беше со Кумбата, втората беше со Мими, ако не се лажам. И монтира ја, снима ја и Кумбата вика, мене ми се бендисва, сакам да бидам и јас во емисија, нормално дека ќе видиш во емисија со Кумбето сме. Нешто не можеш да го одбиеш, туку ќе видиш глуп да го одбиеш. Ако не го земиш во емисија, ти стварно е кај сакаш клај го е плюс онака одличен додаток е човек. Си го имаш меко негов, тој мене има живото продолжено 100 години. Абе скроз, значи како појава е толку уникатен што не можеш да промашиш нигде. Тоа е реткост. И фативме искрено од нула. Визбата ми беше јок, од дедо ми чуваше вино, тураше таму, сето беше испрскано, валкано, лом изронато. Преако е, ми се. 2 недели ѓубре вадев однатре, мислам тоа што чувал тој за ќе се најди, што никогаш не се најде. Тоа е најакиот момент балкански. Имаш и ти валда сигурно. 2 гаражи имам, се ќе се најди. Па викни ме, пошто знам како е, викни ме кој ќе празниш, ќе ти поможам. Преако. Замалски работи. Преако. Испразнавме, татко ми, зет ми, жена ми, сите кладоа по една рака. И ја донесовме до некое ниво,
Немавме пари да купуваме камери, такви работи, зедовме iPhone-и, мислам има кумбата имаше Кико, имаше, јас само купив. Снимавме со iPhone-и. Кабли вака од овде до онаму по 2 метра, кабли, компјутери, па снима, па не снима. Тоа беше една експериментална сезона да видиме што правиме и што можеме да направиме. Тоа уствари кумбата правеше, вртеше првата сезона да гледа дали снима, дали многу беше стресно, да ти кажам, не можеш да се фокусираш на муабетот, од што се думаш дали нештото снима, па и аудио со бубици, па мубици, па Мими носеше плюс, јас имав нешто. И сега цело време стресот те води кон техниката, дали од сега на пример, ќе викниш некој гостин, може од страна, од Скопје, од Вамата, и ти да немаш и ако се зафркне, нешто, џабе ако се дојде зафркне, човек. тој џабе дојде, ти ќе се изрезилиш и тие беа стресоите, ама полека, ете, купивме некои камерчиња, купивме плюс микрофончиња, горе кладовме за светлото, го кренавме и тоа сето беше од Тему и од тука од една локална продавница се што изнакупивме, ме разбираш. И тоа што го велиш ти мое, грдо е, не грдо е, и ова е наше, и нас ние убот и ние си го направивме. И Оцо ни помагаше со се, од рефлектори, од шини, местења, од ова, од она, си го направивме сами. Преубаво, брат. И сега ќе пробаме ова сезона да одиме секој викенд, што е малце тешко искрено, ти си со гости снимаш некој Тоа ќе време. те прашвав следно. Со гости како сте? Сега снимивме на еднаш 4. Шу. 4 снимивме, ама толку брзо ќе помини тој месец Ќе помини. дена и сега пак треба да снимаме, ама 9-2-3 откажаја до сега. Кој закажаја па се полошо, откажаја, не знам што е, ама ќе гледам да истуркаме една сезона барем. Оти пак ќе речеме, не ми е целта само познати да вика. Јас сакам да дојдат психолози, сакам да дојдат наставници, сакам да дојдат, не знам, директор на социјалното, сакам да дојде да правиме муавет, да видиме социјалното како функционира. Има не куп семејства има во долу за медицинско што седат со по дечина што немаат како да преживеат на некој начин. Ме интересираат таквите работи, сакам да ги пренесам и се надевам дека ќе прифаќаат и дека ќе идат. Не ми е, не сме во можност, пошто сме во Битола да носиме гости многу од страна, сите се со некој распореди. Абе, фала Богу, сега ти да дојдеш во друг град од далеку не е мала работа. За да снимиш 2 сати една емисија, некој ако е на како да речам, на радо да би дошол во ред. Да, ако има некој слободно, мислам. Не се онаквајте вие, лате си ви кафе ќе пиеме, ќе направиме, ќе снимите, ќе снимиме, не е проблем. Викам, и сега така испаѓа ние како што сме во Битола, на пример сега јас да договорам некој од Скопје, зошто пример не би ти се јавил и тебе. Знаеш овој киди и сите да поминиме одредово, разбираш. Тоа е, брат. Многу ми беше мене, јас од Скопје ги снимав на почеток лабавите, сега сум периодов низ Битола. Дури размислувам да почнам и по градот да одам јас да ги снимам. Оти прво за да снимам во Скопје, треба јас да најдам слободен ден. Да. Па треба во студиото се погоди слободен ден, да договориме кој ќе биде слободен. И тој кој ќе го договориме, после мора да е тој ден. Да. А луѓето, за дојдам за еден човек да снимам, ќе треба да идам секоја недела, специјално за полсат да снимам онакво и да се враќам. А да договориш 5 души, 4 е многу терсене, пошто не можеш да ги координираш сите во тие неколку сати. И многу беше 2 сезони ги возевме така и реков летово дај паметно да пробаме малце. Лабаво да го направиме скроз. Јас дури би, макар и да биде секој пат е вака на различна позадина. Дали ќе биде овде, дали онде, дали дома, дали в студио кај мене, кај тебе. Да биде скроз лабав концепто, за да можеме да си олесниме сите, а сепак да изваиме продукт што ќе биде интересен за гледање и што ќе си кажиме што сакаме да си кажиме. Абе види, јас и тоа го заприметив. Ние многу се фокусиравме на студиото, како ќе изгледа, чекај овај детал, онај детал. Јас почнав и да губам нерви едно време, и премногу влеговме во детали што и не значат многу. Знаеш, кој ќе гледа публиката од таа страна, може не му е толку битно дали позади слика ќе има или ќе има, не знам, ваква полица со некој украст, тој сака да слушни што ќе кажеш едноставно. И изгубивме многу енергија на тоа и свативме на крајот дека џабе само да губиме енергијата, дај нешто да смислиме, да направиме нешто поинтересно. И сме во процес, јас кажав дека ние сме уште во процес сега. Почнуваме, ќе видиме. Не знам како ќе оди. Ќе кажи времето, да, може другата година друго нешто ќе правиме. Јас ти реков уште кога ти бев на гости. Ако сакате и на телевизија ќе ве пуштиме ваму ќе оди емисијата, не е проблемич. Зошто да не? Да го фатиме чекор едноставно. Да. Јас пред некое време бев в Скопје и
пошто јас многу рейтинзи, кој гледа, шо гледа, не пратам, никогаш не ме интересирале такви работи. И присватив дека, пошто локална телевизија е нашата, сватив дека уствари Скопје стварно баги луѓе гледат. И излегваме, бараме некои работи со жената што ни требат, застанват, алал да тие луѓе што знам дека сигурно ме немат на YouTube гледано, возрасни луѓе, алал да тие те пратам одлично. Видов сега и од гостите, не знам, пример, Јасмин од Куба ми беше гостинка, ве гледав сега реприза, спрега сретнав неа, сега те гледам, те сигам, види луѓето, да, гледа. многу интересно. Јас тоа го сватив преку Инстаграмот, кладов едно стори, имав кладено за компаниски кодовши. И ми пишеа луѓе што не знаев ни дека ме следат или нешто било како, како коментари на тоа, демек така или небитно, шо и да е. Онака, луѓе што не си замислувал дека ќе те гледат некогаш, да. гледа. Може и не те следат, пример, Точно. на Инстаграм, а пратат луѓе. Пратат. Се Све гледа. пратат, А телевизијата, да се разбереме, уште е присутна, ако велат во изумирање или било како, ама многу луѓе гледат. Присутна е. Се Особено по возрастните генерации, Да. тоа му е навиката. Ама јас дома кога ќе седам пуштам, ако нема ништо, тогаш вртам на овие Netflix, ама сакам да видам дали има нешто интересно и да пуштам. Чак пат има по некој овие ми интереси. Утринските ако фатам, оти втора одам на работа, сакам да видам кој е гостин. Има туба и теми што јас сакам некој да ги разработам. Има. Ги гледам дека едно ги пратат луѓе, друго стварно бај теми разработват и различни теми се. Оние теми што нема да ги видиш во вести секој ден, што нема да видиш дека некој се замара со такви проблеми, ги промовират децата од спортот што не се толку актуелни од наш колош имат надпревари, олимпијади по учење за што им дае предмет. Тие тоа го прат и тоа е супер. Тоа е одлично. И ни ги поздравивме. Ние ќе направиме потаму некоја ноќна утринска, навечер, за ноќните луѓе. Од ноќна до утринска ќе оди таа. Целано, ќе си седниме, Да, има многу за зборање, има. И ќе се облечиме, оти застудва полека, мајка. Јас сум зиморлив, сите ме знаат дека сум зиморлив. Јас, чим мене ми пристуди, значи... Да, ти како си распиштолени, поку си пантоли. Да, обично не осеќам јас толку, ама чим ми пристудува, значи дека треба маниме на аутро песна и да фаќаме патот и ќе кажиме сега, не ќе можеме после гостија се викаме. Да, по може. емисија. Па која не знам за аутро. Не знам, значи жими мајка, не знам зошто. Ти текна? На Не која? знам ни дали знам да ја свирам. Ти си тропал, мора, човек. Помалце. Сега не знам како е строфата. Стани момент да си играш беше. Доста време Ерген одев. Доста време Ерген одев. Не беше таа, ама. Доста лични моми воде. Доста време Ерген одев. Доста лични моми воде. Фела ми расврти ме. Време ми е да се женам. Леле овој живот да го сменам. Леле ми е да се Заеме женам. белјата со жените. Овој живот да го сменам. Ај нек се пее, нек се пие, ма скоро нек се вие. Ај нек се пее, нек се пие, ма скоро нек се вие. Ние, ака скроз. И од тука му влегваш шекерна, мекерна, Леле, па... шекерна, да. Па таја беше, бе. Таја беше? Таја беше, бе. Леле, шекерна свиреше. ти. Преако. Брат, ова е се што сум ги слушнал, што сум ги снимал, пример на нешто, некој сплето што правили, останато во глата и ќе ме пукни негде. Не, порано доста време Ерген одев пред да се женам и беше таја моја песна беше. И мене ми беше. Ти беше? И сега го ќе ја пуштат, пример, кај Огнен, кој ефме, доста време и одма вадиш кесето тука. Да, Така најубавата ти иди на песна песна. таа. Само да не ме слушни жената в комшија тука негде, да не ме слушни од негде, а ќе го менуваш живото, а? Сега нема те Ќе слушне, те ама ќе те жениш, види после, ама после нема. Тоа е. Тоа е, те готово, еј, звер. Фала ти многу што ме викна. Шу емисивче си Да, направивме. си лабавевме. да течи И муаве. длабоко влеговме и плитко и пеење. И најплитко му влеговме, ама така треба, брат. Тоа е уствари поентата на лабавото, да немам Да.
баш со Пецот Фолтин, размисли си ти што ќе ме прашаш, ко се доваравме ништо, нема Размислувам, да, тоа ќе ми Ќе си дојде. прашав на моментот, па макар и ништо за Фолтин и за мене или за тебе не се спомнало, битно да си направиме лава. Има некој ќе ме прашаш кога ќе се збора, кога ќе се збора, дај ми прашања, бе. Има прашања, што ти дам прашања. Тоа е, две теми одбираме и избораме. Да, убајно. Да правиме соработки во иднина, ти си убодете. Да правиме, бе, брат. Да. Треба да правиме. И треба, мислам, треба поќе соработки општо да има во државата. Ама ние да си почнеме Ние со тука, локално почнуваме. локал патриотски, па Што после... да почнуваме? Ние немаше почнато е кај нас, ние си соработуваме сега. Да, бе, да. Шо и да е. И се не знам во која камера, ево таа ќе се одјавиме. И фала ви што не гледавте, се надевам дека ви беше и вас лабаво и се надевам дека наредна недела во 18 часов пак ќе се видиме. Ако не, да сме здрави и живи. Поздрав, имајте убајна ден. Чао.